ќе објавам до сите медиуми. Добро. А бидејќи вие сте еден од најнезависните, можеби и најнезависен медиум. Добро. Ќе имаш изворна снимка од мене. Да ти кажам дека утре Никола Груевски што може уште порано си поднесе оставка. Значи до вчера од партијата на власт ВМРО ДПМН и нејзиниот центар за комуникации слушав дека писмото што беше објавено од мене, Загорец Тумбовски, било монтажа. Дека аудиоснимката не била веродостојна и слични глупости од типот дека СДС го монтирала и фалсификувала овој скандал и афера. Бидејќи денес повторно слушам очајнички обиди да се сокрие овој криминал, наместо јавноста да добие одговор дали ракописот на приложените каса прими е нејзин и дали ги подигнала парите лично од мене, случам нечесни и валкани работи кои воопшто не се битни за овој мега скандал. Денес, пред цела македонска јавност, пред вас, како свидетел, должен сум, а вие како независен и професионален новинар и медиум, да го објавите следното. Да. Зашто ќе мора да се соочат за нив со уште пострашни поголема вистина. Имено, господин Кабранов, на 16.2.2009 година, значи точно пред повеќе од 5 години, Да. токму, овие каса прими со истата сума од 50.000 евра и од 80.000 евра, за нивна жал, во фотокопии беа одземени на претрес во мојот дом, додека јас бев во притвор. Касите прими се одземени со налог од Митко Чавков, тогашен началник на организиран криминал Скопје, односно со налог на истражната судијка Весна Басотова од Основен суд Скопје. Да. Кабранов, касите прими се одземени не само незаконски и насилно, затоа што во налогот за претрес такво нешто ниту се бараше, ниту смееше да биде одземено, бидејќи немаше никаква добирна точка со обвинението. Да. За да стане уште појасно на целата македонска јавност и утре да бидат казнети овие криминалци, овие каса прими се нотирани за одземени во записникот од МВР, односно истражен судија Весна Басотова, покасно од обвинител Бодан Лазарески, и да биде со сите други докази во предметот, слушај внимателно, КО број 24/09 од 6.4.2009 година, кај судијата Јани Нича во Основен суд Скопје 1. Да. Дали се свесни што значи ова за нив? Прашувам јасно и гласно пред целата македонска јавност, пред сите институции одговорни во оваа држава. Дали Загорец Тумбовски, односно СДСМ, пред 2009 година го правеле овој фалсификат? Прашувам, зошто каса прими беа одземени незаконски и зошто молчат институциите и судовето повеќе од 5 години, ако истите се наоѓаат во предметот? Освен тоа, што прашувам, барам и одговор. Ги повикувам сите меѓународни фактори и институции, присутни и во земјата, да превземат конкретни чекори во ова целосно расчистување на ова огромна афера и криминал. Ова е невидена корупција и невиден скандал. За ова морат да паднат сите врхушки кои се појавуваа на телевизија. Комплет од Груевски, Гордана и не знам кој надолу. А до ДПМН е. Значи, ве молам. Да. Престанете да ми се заканувате. Да ме заплашувате. Затоа што не ви се плашам. Едноставно не ви се плашам. Да знае македонската јавност дека ова што сега ти го зборувам со овој аудиозапис пред неколку часа на Телма беше поништено, уништено. Не знам ни каде е новинарката, го изгуби целиот контакт со мене. Ова е страшен притисок. Хајде сега да видиме кој лаже, а кој зборува вистината и кој е криминалец. Јавниот обвинител на Република Македонија, господинот Зврлевски, е на потек. На крај до Еној Димовски сакам нешто да му порачам и до министерката Гордана Јонкуловска, која не ме познава лично. Да. Собирајте средства за да ја надоместите целата моја штета од 2007 до денес. А се разбира,
Судски ке барам, ВМРО ДПМН ми ги врати сите пари кои се дадени за донации назад. Затоа што тие пари факт е дека се украдени. Не се во останати во ВМРО, туку се приватно, на тоа мисли. Па, Ацо, чим се кријат? Чим излегуват лажно, дека не ме знаат, не ме познават. Значи, јас никогаш парите не им ги давав сам. Секогаш имаше луѓе со мене. Значи, има телефонски листинзи, ќе се најдат, контакти, значи, они тогаш во мене гледаа само како кокошка за молзим. Меѓутоа, тоа и вчера што го кажа во писмото. Вистината е една, нема две вистини. Да. Само проблемот е што они мислеат дека ќе ме замолчат. Оти јас 7 години молчев. Имав закани за време на судски претреси, за време на притвор, да молчам за тие документи. Луѓе доваѓаа ми носеа пораки. Јас нема да молчам. Не се плашам, еве, жив сум, здрав сум и се спротивставувам сам против институциите и државата. Ако има луѓе во Македонија, ако има честни граѓани на оваа држава, уште утре треба да се соберат пред судот и да ја видат вистината во очи. Значи да го прашате сега вие како истражувачи новинари, Јани Нича, Бодан Лазаревски, Весна Басотова, Чавков, Гордана Јанкуловска, бидејќи очигледно го водела предметот, значи бидејќи не ме познава, а ме знае од предметот. Зошто ги земала касите прими? 2009 година. Мислам, ова е невидена брука. Значи, за сето тоа имам документи, за сето тоа има документи во судот,